Кој е вашиот став, господине Тортевски, за вчерашното излегување на председателот Иванов и обраќањето кон јавноста, каде вели дека онаа партија, онаа политичка личност, лидер или член, кој ќе обезбеди 61 пратеник, може да го добие мандатот, но при тоа споменува и неколку услови. Јас мислам дека не се работи само за проблем кој што настана вчера со давањето на изјавата. Мислам дека целокупната процедура која што е спроведена до сега околу давањето на мандатот е спротивна на Уставот. Првите 10 дена залудно поминаа, тие први 10 дена кога мандатот беше кај председателот, тој мораше да ги искористи за консултации со политичките партии и да види, односно да добие известување дали одредена партија успеала да обезбеди парламентарно мнозинство. Тој почека 10 дена за да го додели мандатот без консултации и на партија која што го нема тоа мнозинство. Значи започна процес на давање на мандатот на одредени политички партии, евентуално да пробаат да обезбедат мнозинство, што е спротивно на Уставот. Меѓутоа, кога првата партија го врати мандатот, тој одеднаш спектакуларно му текнува дека во Уставот пишува нешто друго, започнува консултации, меѓутоа не продолжува да го дава мандатот, започнува консултации и уште, што е најтрагично, поставува одредени услови, платформа, практично излегува од неговите уставни овластувања да тој им поставува на партиите точки кои што мора да ги опфатат во нивната платформа, што е спротивно на Уставот и неговите овластувања. Тој нема овластувања да навлегува во политичките програми и платформи на партиите кои ќе ја прават владината коалиција. Тие треба да бидат презентирани според деловникот во парламентот. Пред пратениците. Да, и пратениците доколку оценат дека тоа ја заслужува нивната доверба, да дадат доверба на владата. Дали може председателот Иванов да одговара, освен кога станува збор за импичмент или отповикување, но сепак што станува за одговорност? Вие споменувате долго време кривична одговорност, иако тој подлежи на имунитет. Со ова председателот опасно навлегува во практично, јас би рекол, законодавната власт, во законодавната власт и ги пречекорува своите овластувања, меѓутоа ова не е од незнаење, ова не е грешка, ова е смислено сценарио што јас мислам дека го вовлекува во криминал. Јас сум убеден дека во неговите действија има елементи на кривично дело злоупотреба на службена положба, бидејќи тој е одговорно лице, тој е председател на држава. Без разлика на имунитетот? Без разлика на имунитетот, заради тоа што никој не е над законот. И ако ова тој го прави, јас сум убеден дека го прави со цел да фаворизира одредена политичка партија, мислам дека ова е кривично дело, меѓутоа првата фаза би морала да биде импичмент, значи да се отповика од председателската функција, бидејќи тој не само што не е доследен во вршењето на неговата функција, туку навлегува во криминал. И исто така тоа го направи и со аболицијата, така што мислам дека тој е апсолутно зрел за импичмент, а дали ние како општество сме зрели тоа да го направиме, тоа ќе се види понатака, зависи од прашањето дали ќе се обезбедат двотретинско мнозинство, меѓутоа сега е невозможно тоа да се обезбеди. Па не сум убеден, апсолутно во овој момент невозможно е, меѓутоа сметам дека во догледно време би морало да се обезбеди такво мнозинство, бидејќи еднаш ние мораме да зачекориме вистински кон создавање на правна држава, затоа што животот секогаш испоставува фактура. И евентуално ВМРО ДПМН треба да размисли дека Ѓорѓе Иванов нема вечно да биде председател. Дека тие и сами најавија дека по некоја година ќе се вратат повторно. Дали тие би сакале некој друг председател да им поставува невозможни услови во платформи, да им ги оценува платформите, да им ја оценува програмата на евентуално влада кога некогаш тие би формирале. Тие би имале мнозинство. Мислам дека мора да еднаш да започнеме сите да влечеме правилни чекори,
во насока на создавање на правна држава, независно во моментот колку ни се допаѓа тоа.